Топ тема, добро вечер. Во собранието ретко што поминува без некоја кавга, па дури и за банални процедурални прашања. И така, во втор обид, конечно се формираше нова работна група која треба да излезе со предлог измени на изборниот законник или целосно нов текст. Иако измените, барем во делот на забелешките на ОПСЕ ОДИХР, одамна требаше да бидат и готови и применети на последните избори. Вечерва во топ тема пратеничка дебата на три теми и дилеми. Нов изборен законник или само шминкање на постојниот, што може да се очекува од работата на новата работна група. Синдикатите на протести, власта во владовина, кој ќе го заштити стандардот на граѓаните. И третата тема. Една година од трагедијата во Кочани. Што е направено за да не се повтори? Новие теми вечерва во топ тема дебата со Љупчо Пренџов, пратеник на ВМРО ДПМН. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, благодарам поканата. Моника Зајкова, пратеничка на ЛДП, добро вечер и за вас. Добро вечер, благодарам. И Јованка Тренчевска, пратеничка на СДСМ. Добро вечер, благодарам на поканата. 2:1, меѓутоа предност за власта. Пренџов, оно што требаше да биде готово лани во јуни, еве сега конечно формирана работната група некаде блиску до средина на март. И конечно се расчистија ли концептите, зашто се разговара за измените кои се дел од реформската агенда или за сосема нов закон кој би опфатил промена на изборниот модел, што пак досега беше причина ништо од она што е забелешка на ОПСЕ и ОДИХР, а воедно и обврска од реформската агенда да не биде донесен. Благодарам на прашањето. Важно прашање ова. Онako сакам да го истакнам од стучен аспект, како политиколог, може сакам да кажам дека не постои идеален изборен модел, така и да не постои идеален изборен законник. Секоја држава во зависност од својот историски развој определува кој е најдобриот изборен модел во тој период. Изборниот модел е техника за избор на пратеници, на градоначалници, советници и претседател на државата. Она кое што е добро е тоа што речиси на 2 години до следните парламентарни избори се разговара на темата за нов изборен законник, дали ќе биде нов или ќе биде измена во изборниот законник, зависи од тоа дали ќе се промени повеќе од 1/3 или ќе се промени помалку од 1/3. Ако е помалку, тогаш има измени и дополнувања, доколку е повеќе, одиме со нов изборен законник. Она кое сакам на почетокот да го потенцирам е тоа дека под успех од она кое што го имаме како брифинзи од работната група, под успех за изборниот законник и за процентот на измени во изборниот законник се подразбира за колку работи сите политички партии имаат консензус, бидејќи изборниот законник се носи со консензус сите политички чинители. И она кое што исто така сакам да го потенцираме тоа дека ние влегуваме со добра волја, со позитивна енергија, со цел да имаме еден подобар изборен модел, да имаме еден подобар изборен закон, да ги слушнеме сите мислења и за прв пат после многу долго време не се прави во очи на некои избори, туку се прави, како што се вели народски кажано, натенане на 2 години пред изборите, дека тоа е работна група во која што има од сите политички партии, со која што претседава министерот за правда, се одвива во рамки на Министерството за правда целиот тој процес и мислам дека треба да му дадеме шанса и на крајот да видиме што ќе се случи со истиот. Тренчевска, кој е вашиот став, бидејќи ако се тргне по ова што се бара, што посакуваат партиите, а секогаш желбата за промена на изборниот модел доведува до блокади. Оваа формула која што ја спомена Пренџов, а ја спомна и министерот за правда, ако има помалку од 1/3, па ќе бидат измени. Не, така е според законот, ама во старт се знае. Ако ни е целта да ги донесеме измените кои што се препораки на ОПСЕ ОДИХР, кои што забораваме да ги имплементираме веќе 2 изборни циклуси, тие препораки се напишани 20 и кусор и тие се помалку од 1/3. Ако влегуваме во промена на изборниот модел, тогаш веќе автоматски се влегува во повеќе од таа изборна бидејќи вие сте и директно вклучени во работната група и Зајкова. Најавите од лидерската средба беа дека ќе се влезе со тенденција да има и промена на изборниот модел. Вака, пред да зборувам и за промената на изборниот модел, морам да кажам дека
Досега имавме две средби на работната група. На првата работна средба на која беа понудени одредени документи како деловникот за работа на работната група, ни беше понуден еден деловник кој што најмалку што можем да кажам е скандалозен, затоа што беше предвидено во деловникот да се одлучува во рамки на работната група со мнозинство на гласови. Значи не принципиелно. Принципот досега при промената и измените на изборниот законник било да се одлучува со консензус на сите политички партии. И во едно од интервјуата на лидерот на Социјалдемократскиот сојуз беше спомнето и беше кажано дека тоа навистина е недозволиво да имаме деловник за работа кој што е надвор од принципите на работа на работната група на досега на изборниот законник и на самата седница, на втората седница, затоа што првата беше прекината по барање на колегите од албанските политички партии за превод, на втората работна средба и најголем дел од представниците на политичките партии излегува со ставот дека досега навистина сите измени биле носени со консензус и беше променет самиот деловник да работната група одлучува со консензус наместо со мнозинство на гласови. И она што беше споменато од страна на министерот за правда кој што всушност председава со оваа работна група е дека зависно од измените кои што ќе бидат прифатени, ќе се одлучува дали ќе биде нов или... Ма чекайте, јас пак сум збунет. Министерот за правда, кој што сега е раководител на оваа работна група, председавач, има една заборавена обврска како министер на вас во собранието како пратеници да ви предложи измени на изборниот закон за прифаќање на препораките на ОПСЕ ОДИХР, кои што значат дотерување на постојните демократски механизми за кои е небитно каков деловник ќе бидете, ако сакате со време на парламентарната демократија. Министерот само председава и го користиме стручната служба во правда, инаку одлуките ќе ги носат исклучиво пратениците. Во таа работна група се пратеници од сите политички партии во собранието. И од најмалите до најголемите политички партии. Меѓутоа, во тоа министерство, во архивите на тоа министерство, има текст за измени на изборниот закон, кој што го правеше работна група со експерти по покровителство на ЕУ, под покровителство на ОПСЕ, во време кога СДСМ беше во владата, кој заради изборите не стигна да се усвои. Сега ние, како и за многу други процеси со кои што сега се доцни во поглед на судските закони, ние повторно. Ништо до сега што тие луѓе важеле, не знам од кај ќе најдете нови експерти, бидејќи таму беа вклучени и АМУ, и дирекција, и државен ревизор, и антисите, антикорупција, поранешни председатели и така натаму. Сега, тоа останува, ништо не важи, ние пак имаме работна група и пак ги поставуваме дилемите, а што ќе правиме? Следната средба е закажана за 23 март. До тогаш, согласно деловникот, ќе ни го испратат текстот кој што постои во Министерството за правда, за да ни биде појдовна основа за да можеме да дискутираме внатре во работната група, за да не се доаѓа од секоја политичка партија со одредени предлози, па да се направи некаков или да го одложуваме и преголеми дискусии да имаме внатре во работната група, ќе имаме појдовна основа на која што ќе разговараме. Голем дел од препораките на ОПСЕ ОДИХР се вклучени во тој предлог текст. И што се однесува до работната група експертска, беа пречкртани подоцна кога тој текст од работната група повторно заврши во раците на политичарите. И прашањата каде што најверојатно ќе имаме најмногу дискусија се прашањето за една изборна единица и отворени листи. Тоа е делот каде што верувам дека ќе ни треба многу повеќе дискусии за да можеме да дојдеме до одреден консензус помеѓу сите политички партии за да се договориме со кој модел ќе настапиме на следните парламентарни избори.
Зајкова, видов на едно претходно интервју на една друга телевизија, имавте како порака пред себе, големите партии ве манипулираат, мислам така беше. Точно. Сега, зошто што во старт не можеме да разјасниме за што всушност се зборува. Бидејќи секогаш кога ќе се дојде, ова во однос на забелешките на ОПСЕ ОДИХР, во нив има и суштински забелешки кои што всушност им сметаат на големите партии, а се однесуваат и се поврзани со изборните пари, со финансирањето на изборите. И секогаш кога ќе дојде оваа тема, се има впечаток дека се додава промената на изборниот модел повеќе како обид да се избегнат тие измени на кои што ги бара и ОПСЕ ОДИХР, бидејќи е познато дека кога станува збор за промената на изборниот модел, почнува вистинска желботека партиска. Добра, самиот факт точно дека имав таква порака, од причина што ако се вратиме назад во Министерството и ја видиме институционалната меморија, таму говори за формирање на работни групи во изминатите 10 години. Ако 10 години се период во кој што само се формирала работни групи, а немаме исчекор напред, значи дека правиме манипулација и не сакаме суштински измени на изборниот законник. Забелешките на ОПСЕ и ОДИХР можат многу лесно да се усвојат, бидејќи тие се изготвени од експерти, ако се вклучени сите внатре, ако едноставно нема простор да дебатираме, но повторно финансирањето е веројатно проблем за некого. Затоа се извинувам, бидејќи ако ДЗР како највисока државна институција која што впрочем и за редовните извештаи на сите партии кои што излезе пред 2-3 недели констатираше дека не се веројатостојни, ако ДЗР заедно со ОПСЕ ОДИХР и заедно со АВМУ и заедно со антикорупцијска велат стоп на пример на државното финансирање на медиумската кампања, мене не ми е јасно по каков тоа деловник сега со консензус ќе се одлучува дали тоа што ДЗР констатирало дека е неевропски, некоректно, дали да го прифатиме или не. Треба да се замаскирани оди во прилог тоа, особено на поголемите партии. Јас сметам дека дебатата треба клучно веќе кога се оди на изборен законник да станува збор за сосема нов изборен законник, затоа што ова една третина никој не го спречувал до сега да биде поднесен и да се усвојат забелешките, бидејќи тоа е самиот дел од реформската агенда. Сметам дека на Македонија треба нов изборен законник во кој што ќе се регулираат сите овие работи, не само финансирањето на платеното политичко рекламирање, но јас во многу наврати го говорам и другите финансирања кои што ги добиваат условно кажано поголемите партии како аналитички центри и слично, но и треба да се разговара сериозно за отворени листи, бидејќи сметам дека отворените листи навистина може да донесат до суштински промени во изборниот процес и во распределбата на силите во парламентот, но и во она што значи директна одговорност пред граѓаните, затоа што сега ние имаме избрани именувани лица кои што исклучиво одговараат пред партиите, но во никој случај не чувствуваат должност дека треба да направат нешто пред граѓаните и затоа и таква борбата во парламентот за да се докажеме пред лидерите, да бидеме повисоко на листите, а не да испорачаме нешто за граѓаните. Јас искрено мислам дека оваа работна група е формирана токму за тоа. Еве ние имаме некој начален договор дека првата наредна средба ќе се разгледаат забелешките кои што ги изготвиле експертите и ќе се оди забелешка по забелешка за да се постигне консензус по однос на сеја. Не гледам зашто не би се постигнало кога веќе експертите го даваат тоа и дека веднаш ќе преминеме на она што е посуштинско, а тоа е разговорот за изборниот модел, можеби за математичката формула на пресметување на гласовите. И процентот, да. И ја би сакал за тие делови повеќе да разговарам. Јас би сакал прво во интерес на јавноста две работи да ги објасниме, сакам да бидеме на чисто. Прво, јас започнав со тоа дека изборите се техника и начин на кој се избираат функционери. И сметам дека граѓаните на Република Македонија многу повеќе ги интересира што ќаар имаат и ајро тие што ги гласали, што ги гледаат на телевизија, неголи начинот на нивниот избор. Затоа сметам дека оваа тема не е тема на која што можеме некој да добиеме повеќе или помалку политички поени како индивидуа, политичка партија или слично.
Зошто ве започнав мојата прва реченица со тоа што успех е за сите процентот на кој што ќе се договорат сите политички чинители. Ма не е успех, Само извинете. завршам. Не, Зошто? извинете, и Само- сите сте политичари, Ама не е успех. само да завршам, Вие ако ми имате, не, слушнете, извинете. Ама не можам да видим Не. бидејќи ако А, ми ја добро, слушнете ајде. целата реченица, можеби тогаш ќе биде малку Ајде, појасно. добро. Затоа што изборниот законник заедно со уште 4 закони, че вкупно 5 се таксативно редени во рамки на деловникот, се закони за кои што може да има филибастеринг и се закони за кои што било кој еден пратеник може да ги блокира. И сега вие може да се договорите за се, јас согласувам дека тоа е точно, но на делово собрание истото може да биде блокирано од еден или двајца пратеници. Затоа реков, многу е важно и многу е добро тоа што сега сме на 2 години пред избори, од ова да не се прави политичка кампања, да видиме во овој историски период дали за Македонија подобро да има една изборна единица, дали треба да има други прелози кои што ги даваат другите, да седнеме да разговараме и да го Не, направиме идеалното тука решение. не се разбрав. Правда си е фасилитатор на целиот процес. Тој дел околу дебатата е легитимен. Она што беше моја забелешка, откако Тренчевска го соопшти дека ќе се одлучува со консензус. Мојата забелешка Мора да е, биде така. ние во ред, меѓутоа, сите вие, сите, од прва до последна партија, сте модерен, демократски систем, демократска држава. Вие имате список од 22 забелешки на ОПСЕ ОДИХР. Ниту една, како што велите вие, не навлегува во тоа што македонското општество ќе одлучи на каков начин ќе ги бира, во каков модел своите пратеници. Таа зборува за демократски алатки, за алатките кои што ги имаме сега. И вели, не ви чини системот на финансирање, ги фаворизира големите партии, не ви чини начинот на рекламирање Затоа никаде дека во една не е држава, спорен тоа не се консензусот прави. за забелешки. Откако тоа дошло, седнале 15 експерти од Македонија, заедно со помош од странство, напишале експертски ставови. И тој дел, ако ние ги почитуваме тие експерти, треба да е завршена тема и оно што го очекуваме од вас е следниот чекор за кој што говорите вие. Господине Христов, Избор на модел, прак, тоа е веќе пред 10 политичка години, одлука. пред 10 години во тој историски период на развојот на Република Македонија се случи преговори во Пржино, каде што се донесува најголемиот дел од овие работи за кои што вие сега зборувате. Денес, после 10 години, што така кажав, имаме друг историски период во развојот на Република Македонија, седнуваат сите чинители кои што се представени во рамки на собранието на Република Македонија, на 2 години пред избори разговараат што е најдобро за државата. Сите предлози и од ОПСЕ, и од ОДИХР, но и од вас, медиумите, и од граѓаните, и од професорите, се ставаат на маса, ова ќе бидат долги разговори. Еве, ОПСЕ ОДИХР вели. Ама не може инструментите за финансирање на кампањата, договорени на тајна вечера меѓу Зоран Заев и Христијан Мицковски, се не Така, европски. да не зборуваме за тајни вечери, за рекла Добро, казала. не, се Ние извинувам зборуваме за изразот она кое тајна што го вечера, имаме, лидерска она кое што средба. го имаме, она кое што го имаме на маса. Разликата е тоа што пред 10 години ова се донело, а сега ова се менува. И ќе се смени. Ама Изборниот чекайте, закон. 2018 Доколку година има- немаше доколку Пржевски има- договор кога на барање на ВМРО ДПМН е воведено државното финансирање на медиумската Државното кампања. финансирање разговараме барање уште од на 2015 година, најодговорно ви тврдам, проверете Кога е- кредитите. од Уште од кога го 2015 година Кога го е финансирано и Еве изборувано во Пржина. повелете. Ајде вие дебатирате. Вака, ако може нешто, не се работи ниту за политички поени, ниту за политичка кампања. Се работи да донесеме еден изборен законник кој што ќе ја подобри демократијата и ќе го Така, и ќе има ќе го консензус. и еднаквоста на гласот на секој граѓанин Така, во државата. И апсолутно дека сето она што експертската јавност го има забележано, ставено на хартија. Ние само како работна група ќе поминеме низ тоа и Ама не можеме и да ви верувам веруваме, дека- знаете, Тренчевска, зошто? Затоа што повторно со консензус ги доведовте на Оставете многу времето- независно, не, оставете времето ги да доведовте покаже на дека може многу да ни незавидно верувате. ниво независните листи. Не, Со оставете консензус дека- на сите не, партии оставете сакавте да- буквално оставете на да ги времето да да ги покажеме укинете. дека во И тој сега дел ќе се повторно ги нема и согласиме. во работната група. Меѓутоа, Како да не постои? меѓутоа најголем дел ќе дискутираме, ќе дебатираме за
една изборна единица и за Добро. отворени листи. Ставот на Чекайте сега. Окей. Ставот на Социјалдемократскиот сојуз е дека е за една изборна единица. Тоа сме го рекле ние и во минатото повеќе пати. Меѓутоа, онаа што сакаме сега да го направиме, да го слушнеме ставот на помалите политички партии, кои што се важен сегмент во политичкиот живот во државата, особено во делот на изборниот праг, и после тоа ќе ги градиме нашите ставови. Во делот на, само да се докажам, во делот на вистинската тема, па сите во делот на отворени листи, апсолутно Социјалдемократскиот сојуз на Македонија се согласува со изборен модел, една изборна единица и отворени листи, затоа што во тој случај ќе се гласа за личност, нема да се гласа за партија. Тоа е добро за политичката клима во државата, добро е за политичките партии во државата. Пратеникот кој што ќе биде избран ќе има многу поголема одговорност пред граѓаните кои што го избрале, и ќе стимулираме, ќе ги охрабруваме на оние граѓани и експерти кои што се препознатливи во своите области, а кои што во моментот се надвор од политиката, да бидат на одредени листи на политичките партии. Јас не гледам што е спорно околу консензусот за забелешките од опсети. Мислам дека тука не треба да биде прашање на консензус, туку тие треба да бидат усвоени, бидејќи чим експертска група работела, немам тука дилеми, а финансирањето не е како што треба, и тоа највеќе можеме ние да го посведочиме. Во делот на една изборна единица со отворени листи, морам да потсетам дека ние и во минатиот парламентарен состав го имавме доставено предлогот во собранието за една изборна единица со отворени листи, со тоа што тогаш да почнат од самите локални избори како најдобар тест како може да функционираат отворените листи, но за жал ниту тогаш се отвори дебатата, искрено не очекувам ниту сега да се отвори. Некако чувствувам дека сите овие 10 години кога се формирани работни групи, дека само се говори за една изборна единица, но никогаш не се доаѓа до тоа да ние навистина имплементираме една изборна единица и навистина имплементираме отворени листи во кои што и ние како народни представници директно ќе одговараме пред граѓаните. Колегата Пренџов кажа дека на граѓаните им е важно кој што им испорачува, точно, меѓутоа јас не гледам во изминатите години дека некој одговара за она што го носи во парламентот, и таму најчесто сведочиме на испорака на она што доаѓа од партиите, а не само на барањата од граѓаните. Отворените листи нема да дозволат еден пратеник да гласа против укинување на банкарски провизии, да даде поддршка на банките, ниту пак ќе значат да гласаат пратениците во комисија против намалување на паушали на регулаторно тело, во конкретниот случај како што беше пред известно време на Агенцијата за пошти, туку верувам дека граѓаните би сакале тие пари повеќе да бидат сконцентрирани кај нив. Пренџев, предходно една од главните пречки беше различниот став на голем дел од партиите на македонските албанци, кои што излегуваа со поинакви концепти. 3 и 8 изборни единици, мислам, беа. 8 и 3, но последните изјави и од нив се дека и тие би прифатиле една изборна единица, што значи дека сега евентуалната дебата и отворените прашања би биле варијантите за изборен праг и отворените листи пак за кои што пак од друга страна и да немате договор за промена на изборниот модел, може да се воведат и на постојни. Видете, прво нема да се спуштам на нивото да коментираме работи кои што наистина вака се недостојни за коментирање, бидејќи ви долго време сте ги следите работите, дури повеќе од 7 насов дека сте вклучени. Саки ви објаснам што е недостојно, тоа што на пример вие да бидете председател на политичка партија која што е во коалиција со поголема политичка партија, законите кои што ги предлагате поголемата политичка партија да не ви ги гласа, а вие да останувате да бидете во коалиција со нив, потоа да ги обвинувате тие што биле опозиција дека ви се виновни за нешто. А сега се власт, истите закони се доставени. Колешка Зајкова, она кое што е вистина, кое што е факт, темата, господине Христов, за една изборна единица и дебатата за една изборна единица
во рамки на комисијата во Собранието во сала Борис Трајковски пред неколку години беше поднесена и отворена од страна на политичката група на ВМРО-ДПМН и коалицијата. Значи, ние бевме оние кои што го поднесовме законското решение, кое што мораше да биде ставено на комисија, каде што тоа кое што вие го баравте, а сега само као не ве слушаше и не ви го гласаше, ние го ставивме и видовме дека политичката група на ДУИ, тогашната алијанса на албанците и голем дел од оние од Социјалдемократскиот сојуз беа против. И сега се враќаме на она кој што цело нас го зборувам. Мораме да имаме ние консензус. Таков е уставот, такви се законите. Затоа, во поглед на една изборна единица, добро е тоа што некои од пратеничките групи се одважиле и сакаат да, и тоа е голем чекор напред. Тоа треба да се поздрави. Ние уште во програмата имаме напишано дека сме за Република Македонија да биде една изборна единица. Кај ни впишуваше прва работа после победа на избори, па ништо не направи. Затоа ве прашам. Да се слушаме и да бидеме парламентарни. Јас пред да го аргументирам, да кажам што ни било во план, да кажам дека ние понесовме реално во собрание како пратеничка група. Ниту и закон беше поднесен од нас, а вие го дискутиравте. Во поглед на отворени листи, тоа е исто така многу интересно за разговор, вреди да се разговара. Јас сметам дека личен мој став е дека пример на следните локални избори кога ќе бидат, ние можеме да направиме припреми да, не знам, имаме 5, 6, 7 пилот општини во кои што видиме како тоа функционира со отворените листи. Затоа велам, отворени сме за соработка, важно е да се има добра волја и јас мислам дека ќе направиме еден подобар изборен закон кој што ќе одговара на овој историски период на развој на Македонија. Како мислите на следните локални избори? Претходно се парламентарните избори. И сега ако имате вие добра волја и сте спремни, тогаш, ајде, еве во работна група ќе разговараме за следните парламентарни избори, кога и да се. Не за следните локални избори. Една изборна, ако толку вие сте, ако сте биле во опозиција, сте поднесувале закони, еве сега сте власт, не сме ги одбивале, затоа што идејата за една изборна единица, ние уште предходните избори поттекнува токму од законот. Вие можете вака. За вас потекнуваат изведи идеи за правна држава, за бројчаникот, многу идеи имате вие сега. Колега Пренджаев, иначе законот потекнуваше од страна на помалите партии тогашни во коалицијата, но добро, вие сте отвориле дебатата, единствена која што се јави за збор беше професорката Силјановска-Давкова, никој не ја контрираше. Ако се сакало, до сега ќе се имало, значи историски и наназад и ВМРО било на власт, и СДСМ било на власт, значи и едните и другите можеле до сега да го променат изборниот модел, очигледно нема волја. Мислам дека ќе нема одважност ни за отворените листи, затоа што имам чувство како да се плашиме од отворените листи. Консензус не од нас, за многу други закони немало консензус, кои што биле клучни за државата, но се буткале, така што мислам дека затоа е слоганот дека големите манипулираат однос на изборниот модел. Чекор понапред и некој. Дури се плашам што ќе биде ова прифаќање, дека ќе биде пак некој рационален прак кој што ќе одговара исклучиво само на истите партии. Најдов дека парламентарниот институт веќе уште во 2020 година има направено и посебна студија. Тука се направени и пресметки почнувајќи од изборните резултати, симулации на изборните резултати од 2002, се извинува анализата од 2022 година, а фатени се резултатите од изборите од 2002 до 2020 со симулации на резултатите, какви се мандатите кои што се добиени според сегашниот и какви би биле мандатите доколку изборниот систем биде една изборна единица. И тука се чини дека доколку се задржи тоа расположение почетно за една изборна единица, се чини дека главниот проблем веројатно ќе биде прагот, бидејќи тој кој што ќе го одлучи дали ќе ги имаме овие Пајтон коалиции или ќе им се овозможи на младите, на помалите партии да истрчат сами да ги одмерат своите сили.
Затоа кажав дека сум скептична, бидејќи ова наеднаш менување на став и прифаќање води кон тоа дека најверојатно прагот ќе биде ирационален, значи дека нема да соодветствува со барањата, само колку повторно да биде пречка да не се донесе. Што е ирационално за вас, бидејќи опциите се 2, 3 и 5? Во минатиот состав дуи имаше, не знам, 5%, ако видиме излазеноста колкава е бројката, така да мислам дека 5% не е прифатлив и не соодветен на изборен праг. Дури ние во целиот изминат период говоревме дека во ред, ајде ако немате волја за една изборна единица, истравувате од една изборна единица, дури не мора да се случи, ајде ќе промениме математичката формула. Дајте да воведеме некоја попропорционална како харе квотата, па нека останат 6 изборни единици. Значи не е целта да остане сликата иста, туку да се демократизира општеството и малку да се промени сликата во парламентот и да ги немаме тие нели коалиции кои што во моментот се неопходни, затоа што не е само, напоменав на почетокот, значи ние не истрчуваме рамномерно во трката. Значи ти имаат и повеќе средства за платено политичко рекламирање, граѓаните им плаќаат аналитички центри, пазете на толку пари кои што ги земаат од државниот буџет, уште и аналитички центри им се плаќаат, кои што пласираат само вести за меѓусебна пресметка. Едноставно не може, не е еднаква борбата за да истрчаме сите под еднакви услови до целта. Треческа. Реков и на самиот почеток дека за Социјалдемократскиот сојуз на Македонија сака да ги слушне ставовите на малите политички партии во делот на изборниот праг, на цензусот кој што е потребен. А после тоа ќе ги градиме ставовите. Важно е за нас да видиме кој е тој праг кој што го посакуваат помалите политички партии, секако дека како поголема политичка партија ќе градиме ставови кои што верувам дека ќе одат и во прилог и на помалите политички партии, се со цел да има повеќе демократија, да имаме еднаквост на гласовите на изборите и да имаме поширеноликост во самите реклами, пак ќе имате можности двајцата, бидејќи за вас како представници на големите партии имам дел дали сте спремни да ги прифатите и оние забелешки околу финансирањето кои што од година во година се повторуваат од посматрачите, но вие некако сте глуви. Реклами. Пренџав собраниски реплика и после одам со завршно се добро. Не се работи за собраниска реплика, туку се работи, сакам чисто обштенаш да појаснам, кажам мојот став, бидејќи не се согласувам дека изборниот модел представува борба, како што ви кажала колешката Зајкова, или представува изборниот модел пари, како што се зборува. Изборниот модел во основа значи дали јас како пратеник од Карпош, од изборна единица број 1, представувам еднаков или многу приближен број на гласови со некој што е пратеник од 6-та изборна единица, од 5-та или од 4-та изборна единица, како што е сега во моментот. И основната работа, ако сакаме да размислуваме државнички, не е борба и не се пари, тоа се други законски решенија, не е изборен законник, туку е изборен модел во кој што секој еден човек ќе биде во рамки на собранието представен од страна на оној кој што го изгласало мнозинството на местото во кое што тој живее. Тоа е суштината во изборниот законник. И тоа е порака. Затоа има различни изборни модели. Сакаме. Пораката од моделот кој што е сега, особено со алатките за финансирање, кои што ги изградивте вие 4 големи партии за да одговараат само на вас, се извинувам, тоа е констатација на опција ОДХР, не е моја. Пораката е: ние сме и нема да дозволиме никој друг да пркне. Ние сме главните. Сите овие останатите ќе се влезат у нашиот, у левиот или во десниот пајтон и тоа е тоа. Големата четвртка, видите, во Германија така се со изборни алатки се чуваат од десницата. Така да, во однос на отворените листи. Па видите, имаше големи бруки во Хрватска, например, кога и кај двете партии носителите на листите не помина. Значи,
отворената листа да значи дали прво вие ќе бидете одговорни кон партијата или кон нас само да појаснам, колку една политичка партија е голема или мала, не одлучува името нејзино како се вика, туку одлучува поддршката на граѓаните. Например, има една политичка партија која што во 2005 на тогашните председателски избори освои 550.000 гласа, 2025 на локални освои 120.000 гласа. Се голема или е мала? Не сакам да кажам дека големи или мали партии не одредува законот со име и презиме, туку одредуваат граѓаните врз основа на гласање на последните избори. Сега сакам да бидеме чести дека тоа не е дека некој има монопол бидејќи има некое име или презиме. Да, но не е еднакво ако вие се рекламирате во медиумите по цели денови, а некој треба да дели секунди со други. Не е еднакво ако ВМРО, ДПМН, СДСМ изимаат по 1,5 милиони или 1.800.000 евра, некој да зима 50.000, едноставно немате еднакви оружја за да вие промовирате програмите и допрете до граѓаните. Јас пак ја кажам, поклучно ми се отворените листи, баш заради ова што го напоменавте во Хрватска, тогаш ќе се види колку навистина и кои од луѓето граѓаните го почитуваат и сакаат да биде внатре во парламентот. Ова е само почеток на работните групи. Се надеваме дека следниот пат и министерот за правда како раководител ќе ги упати поканите за присуство до сите медиуми, а не како што беше на втората средба, селективно. Одиме на втората тема. Светот е во грч од можните последици на војната во Иран, на растот на цената на нафтата, на храната и така натаму. Колку како пратеници сметате дека ние дома овде имаме соодветен одговор? Еве зајкава овој пат прво од вас, Патвенческа пат. Добро, јас искрено прво кога видов дека хитно се свикува Советот за безбедност, бев срекна и се надав дека овој пат нешто поинаку ќе функционира и дека тој Совет за безбедност нема единствената порака да биде граѓаните да спијат мирно, туку ќе се излезе не само со одредени или одбрамбени превентивни мерки, но и со одредени економски антикризни мерки. Прво, ајде да почнеме од одбраната. Ние гледаме дека нашиот сосед Бугарија веќе побара од Грција во рамки на НАТО договорот мерки за превентивна одбрана, односно чување на нивното небо, зашто Грција однесе 2 F-16 на северната граница, им даде Патриот, односно систем за противракетна одбрана, 2 координатори таму за чување на воздушниот простор, а ние треба само да спиеме мирно, при тоа зазимаме, нели, даваме изјава со која што отворено зазимаме страна во конфликтот. Воедно и за мерките како да спиеме мирно и да бидеме мирни, другиот ден чека 20% повисоки цени. Не знам зашто имаме двојни аршини во политиката, односно колегите кога беа во опозиција кажува едно, сега излегуваат и викаат ние ќе ги следиме, односно владата излегува, ќе ги следиме цените, што чекаме, или пак ќе бидеме општество кое што секогаш ќе действува откако ќе се случи последицата, наместо да превенираме пред да дојде до ценовен шок или до дополнително осиромашување на граѓаните. Нас не може да ни биде изговорот дека ние имаме најниска цена на горивото во регионот и дека нашите од соседите доаѓале тука да точат гориво, кога треба да си признаеме дека имаме и најниски плати во регионот. И сега ако цената е за 1 денар или 2 денари пониска, имате најниски плати, тоа не се соодветни мерки. Да го потсетам колегата, самиот председател на владата, кога беше председател на опозицијата, велеше дека владата мора, нели, итно да реагира, да се откаже од половина од акцизата на горивата, да го намали ДДВ-то на гориво, ДДВ-то на храна, па дури одеше до таму дека се потребни, нели, продуктивни штедења во делот на администрацијата. Знам дека јавивте колешка Тенческа, но морам бидејќи ова како сакате два одговори во едно или еден по еден? Еден по еден ќе биде, бидејќи вака ова беше еден напад на сите можни наслови кои што ги имаше овие денови од парамедиуми, така ги сублимирала колешката Зајкова и сега вака како на памет научени ги спушти на масата. Сакам да се разјаснам неколку работи.
Колешки Зајкова, првата работа што спомнавте да се излезе со одбранбени мерки. Совет за безбедност при излегување со било какви одбранбени мерки кога вие се земја членка на НАТО, го правите во соработка со НАТО и сте цело време во комуникација со НАТО. Бугарија го направи во рамки на соработка на НАТО. Бугарија го направи бидејќи зида геополитичка положба и нејзината близина со независно од Македонија е различна и заради тоа е различно. Не ви беше умесно тоа што го кажавте, претпоставувам дека си свативте дека направивте лапсус. Второ, Совет за безбедност не носи економски мерки, тоа е уште еден лапсус. Трет лапсус, колешки Зајкова, значи дека на Советот треба ништо да не се каже за граѓаните. Зајкова, вие сам да се почитуваме. Јас ви слушав, сите вие работи ги слушав. Како Твитер да гледате така. Третата работа која што исто така ја кажавте е исто така голема лага, а тоа е дека се качува за 20%. Значи и тоа исто така е лага, не е тоа постфестум. Постфестум, кога бевте вие коалиционен партнер во една влада, тогаш се реагираше постфестум. И тоа го наговестува одговорот на вашето трето дилема, во која што зборувавте кога ние сме биле опозиција. Ние кога сме биле опозиција, јас ќе зборам лично во мое име, сум барал намалување на храната за човечка исхрана, сум барал намалување за акцизи за гориво и сум барал намалување на ДДВ за гориво. Во тој период исто дека со Наташа сме разговарале, имавме ние 35% инфлација во Република Македонија. Во тој период имавме инфлација на основни животни продукти за исхрана, значи основни намирници за храна, некаде повеќе од 50%. Моментално имаме во Република Македонија инфлација под 3% за прв пат после многу години. До сега во маркети ништо не е покачено, за било што во најава би се покачило. Денеска излеговме и кажавме дека имаме план за да не се действува постфестум па опозицијата да ви прави притисок во собранието. Ние како управувачко мнозинство имаме план за граѓаните да имаат еден незагрозен животен стандард. Тренчевска па ќе го кажете планот, имате повеќе доверба. Бидејќи немаме се уште никакви ценовни шокови, да бидеме искрени. Добро е тоа што за сите нас одека е добро. Уште да речеме за колешки, добро е след нас тоа што ценава нафтава се враќа на светските берзи. Тоа е добро за сите нас. Одека ве молам, ако се направуваме со идеи, да се направуваме со визии, за развој Македонија, да се направуваме, стоиме на располагање. Но сега да соберете наслови 30 од Твитер да мислите дека на маса, мислам дека некој. Добро, морам само да одговорам, колега, само секунда за дебатите и реториката, вие најмалку имате право да зборите. Таа дебата што ВМРО користеше во опозиција има до сега ненадомисливи реперкусии, апсолутно не. Во период кога имавме 50% инфлација беше тоа. Пред 2 дена изгледаше како државава да е во војна, бидејќи на бензинските пумпи не знаете што се случуваше, верувам дека знаете уствари, дека сте видели, не може да се изумате да чекате на светските. Немаме многу време, Тренчевска, поведете. Вака кога треба да сме конзистентни во нашите ставови и кога сме опозиција и кога сме позиција. Во март 2022, кога ние бевме власт, а ВМРО беше опозиција, излегуваа со предлози за итни мерки, за кои што треба владата да ги донесе. Денес, кога се власт, кога нам дизелот ни се качи 20%, 21%, кога бензинот ни се качи за 5 денари, кога сега додека зборуваме, отидете во маркет, ќе видите дека зејтинот е веќе 100 денари во сите маркети. И тоа ќе почне покачувањето на цените, зголемувањето на цените уште од утре во сите маркети. Џабе што премиерот ги моли на големите маркети да не ги покачуваат, додека он на средба со големите маркети нам и зејтинот и сите други производи ни се качуваат. А само за информација, колега, за тоа што ние сме конзистентни во нашите ставови, во март 2022 година, на 9 март, владата донесе одлука за 24 мерки, меѓу кои намалување на повластена стапка на ДДВ за основните производи за исхрана од 5 на 0%, замрзнување на маржите на основните производи за храна, ваучери за основните производи од 1000 денари за 3 месеци на 35.000 ранливи категории на граѓани и така натаму и така натаму. И затоа пред еден ден излеговме со барање до власта да ги
да намали акцизата за 4 денари и ДДВ-то на дериватите од 18 на 5%. Имаме право, затоа што сме носеле одлуки во една ваква криза за доброто на граѓаните, за подобрување на животниот стандард, а вие веднаш излегувате со критики. И не, сакам да кажам да не ја манипулирате јавноста. Тоа што ние го направивме во март 2022 година, вие никогаш нема да го направите затоа што на вас никогаш не ви е во интерес животниот стандард на граѓаните, туку како да ги заштитите приватните компании. Поведете. Не се смеј. Прешке, не се смеам. Па не се смеј, па тоа е вистината. Не можеш да разбереш. Како што кажавте вие, легитимно е 5 реченици да ги научите да ги зборувате рафално. Дали сте на оваа телевизија, на друга. Немој да навредуваш, сега навредуваш. Не навредуваш. Значи сега навредуваш. Ако ти учиш 5 реченици, не, уствари не можеш ни 5 да научиш, 2 реченици. Ако ги зборуваш, немој да навредуваш. Да завршам. Немој да ги навредуваш соговорниците, те молам. Прво, барем не овде. Желбата да нешто се случи во општеството негативно и желбата да се случи покачување на цени, нешто црно да се случи, ви се гледа и таа не може да се окриете. Второ, тоа е моје лично мислење. Манипулираш, ама второ, рекоте вака, имате право да имате став. Вие ликувавте 2022 година, не ние сега. Почитуваме колешки, можеме да се слушаме. Но немате право. Некога изнесуваш лаги, не можеме да те слушам. слушам. 100 и кусур денари зетинот е лага. 100 денари, 100 денари отиди се покачиле цените, не знам колку е лага колешки. Значи не е вистина тоа. Во ред. Да кажете вака. Има од утре започнува покачување на сите цени, ама вие немате концепт. Како вие знаете дека започнува? Од утре. А добро, еве да ве прашам. Ако утре не започне, одете сега во моментот, проверете колку е зејтинот. Јас имам право на став. Може не се допаѓа мојот став. Вие први почнавте со лични навреди, така да не реагира. Тоа е мој став. Ако вие колешки утре са вајле, ако утре са вајле, не е се покачено како што вие денес кажувате. Дали ќе отидете во маркет и во 12 ќе напишете на Facebook статус за кој ќе се извините за што кажале вечерва. Може ли за аргументите не лично? Дали имаме ние само завршам. На Facebook не се води политика. Во ред, знам. Дали се води во влада и во собрание. Не може да ама вие на Facebook водите политика. Ама колешки. Не, колега. Сами си почнавте вие. Може ли да ве замолам и двајцата да ја сведете дебатата околу аргументите? Дали е легитимно да имате стравување дека определени цени и продукти може да се покачат? Да, тоа е легитимно да го поставите како прашање. Дали е легитимно, јас да ви кажам, тоа што денеска се соопшти во јавноста дека сите цени во малопродажба, а особено цените на основните животни продукти ги следиме. Имаме спремно мерки во сценарио А, во сценарио Б. Дајте ги мерките. Тогаш само завршам. Дајте ги мерките. Значи да видиме што би се случило. Ама што веќе се случува? Во моментот ние немаме ситуација во која што ние зборуваме за мерки. Нафтата отиде 20%. Ако гледате нафтата на светските берзи ќе видите дека нафтата многу се приближува од времето пред настаните на Блискиот Исток. И сега, јас не можам, вие сте две овдека. И сега, например, Бугарија ја бранера не знам кој воздушен простор, а притоа никој не кажа дека нашиот воздушен простор, согласно НАТО стандардите, е налетува од Италија. А сега НАТО го... Ова беше исто Точно, ние имаме договор со Грција и Италија, но дали само побара членка на НАТО, вие бевте најгласни против. Сега ви одговара НАТО. Па колега, не знаете ниту една државничка одлука да донесете. Ние сме членка на НАТО благодарение на добрите и државнички политика на СДС. Еве само малку еден аргумент. Ве молам. 9 март 2022 детален опис на содржината на цените на маржата. За да не биде дека сега е бензинот, односно БС-95 10 денари поевтин, цената на дизелот на 8 март 2022 година и цената на дизелот денеска била иста. 85,5 денари. Тогашниот предлог на сегашниот премиер бил намалување на акцизата за 50% и намалување на ДДВ-то.
Тогаш премиерот прави пресметка дека во крајната цена од 85,5 денари, 56,5 денари се вклучени цена на гориво, маржа и дистрибуција, значи се што е на државата на страна на дистрибуцијата, 15,5 денари акциза, 0,5 денари надомест за животна средина и 13 денари за литар ДДВ. Овие мерки ВМРО ДПМН ги предлага во собрание и целосно не ги прифаќа владата, прифатија некои други, отидоа со компензации. Следниот ден изјавата на премиерот е да беа прифатени мерките на ВМРО ДПМН, цената на ќе беше поевтина на бензинот за 13, на дизелот за 1. Дополнително ДДВ за парно 0,1 на 0%, не го споменуваме, не е дотаму проблемот. ДДВ на храна 0% на основните прехранбени производи. Дополнително Хрватска во моментот ограничување на цените на горивата. Унгарија фиксни цени на возила за домашни горива. Грција исто така ограничувачки мерки. Што е поразлично еве во цената на дизелот од 2002 кога сте барали укинување на акцизата и сега? Ако дизелот од 2002 година бил X на бензите и тој X се движи цело во нагорна линија, при тоа честно е да кажете дека во 2022 година инфлацијата беше 35% во Република Македонија, а инфлацијата на храна беше над 50% во Република Македонија. 35% беше инфлацијата во периодот од... И тоа беше инфлација која што беше... Кај беше 35%? Со она кој што го гледаме денес на берза. Само едно прашање, пошто вие имате бројки, да разговараме со бројки, може? Ова се што го прочитавте и намалувањето на тие акцизи, дали во текот на оваа недела со цената која што имаме моменталната од 112, односно од 118 на под 80%, ќе падне пониска цената на нафтата без било какви интервенции. Да ќе падне, па сега вака. Да ќе падне. И сега пак не се разбираме. Доколку цената на нафтата останеше перспективно толку висока, не паднеше назад, што се покачи, тогаш ние имаме ситуација во која што навистина ќе биде загрижувачка и тогаш вие имате како држава други мерки. Кога вие имате состојба во која што имате еднодневно екстремно високо качување на нафтата и на тоа еднодневно високо прокачување на цената се зголеми цената од страна на регулаторната комисија. Со инфлација која што била 20%, само што 2022 година. Исто така. Регулаторната комисија го менува својот правилник и тој правилник е изменет и до ден денеска, за да може цената на горивата да се регулира и на дневна основа. Зошто еве на пример од ВМРО ДПМН не слушнавме, регулаторна е независна, но можевте барем да апелирате да го искористат правилникот и да ја вратат цената назад. Добро, колега, може ева една мерка да ни предучите и да може да спиеме мирно од тоа А, Б и С планот што го имате. Зашто ако нели имаме нафта, ако се ќе се смири, а јас не гледам како бидејќи Иран дека не сака да се смири. Зошто тогаш се доведовме еве еден ден после изјавата на премиерот до поскапување и што се случува, не разбирам, или некој профитира. Значи, од сето тоа. Друго, пак се навраќате на она што го спомнав за одбраната, да, точно во рамки на НАТО, во НАТО air policing, ама ние треба како држава да побараме. Ние имаме договор со Грција и со Италија и треба да побараме. Дали ние сме побарале? Не знам, затоа што другите, да, можеби геополитичката положба, но и самите застарани системи кои што ги имаат, а нашиот да не говорам каков е, бидејќи дострелот му е до 5 км. Само во однос на патрулирањето на Грција и Италија. Сега, ако не знаете, честно кажете, не знам дали имаме, ќе ви кажам, имаме воздушно патрулирање од Грција и Италија, благодарение на договорите подпишани. Кој ги подпиша договорите за патрулирање? Сега во однос на економските мерки ве молам да ни посочите. Само една. Кој ги подпиша договорите за патрулирање на воздушното патрулирање со Грција и Италија? Едната ја подпиша која министер беше Шикеринска, едната која беше колешка на Славјанка. Благодарение на државничките одлуки што сме ги носеле, ние сега може мирно да спиеме, затоа што НАТО не чува. Не благодарение на вас, затоа што вие во тој период бевте против секакво интегрирање на Република. Да, бевте
Бевте затоа што еден од условот за НАТО беше исто промената на името колега. Ама сега ви одговара, затоа што вие во вашата од постоењето на ДПМН никогаш не сте донеле отиде дебатата на друга тема, јас имам втор блок реклами. Други зборови, којшке некоректно е, затоа што многу е коректно, затоа што вие забравате, колега. НАТО уште од 2008 година, па се до денеска, сите агенти секоја година што се суваат, ние се практично сме армија во согласност со НАТО стандарди. И тоа секоја влада, не само таа или ова или таа преходната, била целосно за целосна интеграција во НАТО. Зошто вие не внесете во НАТО? Океј. Ни останува уште малку време за последната тема, но ќе ја дебатираме и многу подетално и идната недела. Влегуваме во недела на одбележување на годишнината од трагичната несреќа во дискотеката Пулс. Многу работи беа кажани после ова голема трагедија. За жал, евиденцијата покажува дека освен една, а беа најавувани многу системски промени, бидејќи тоа беше оценето како убиство од страна на системот, евиденцијата покажува дека освен измената на законот со кој што се забрани употреба на пиротехнички средства во затворени објекти, не видовме ништо друго, ниту една најавена мерка од многуте кои што беа најавувани за системски промени на руинираниот систем во регулирањето на оваа прашање со угостителските објекти. Бидејќи сте законодавци, како се чувствувавте што не направивте ништо ова да не се повтори? Тренчевско од вас. Видите, за ова една година власта ништо не направи во делот на трагедијата што се случи во Кочани, во која што 63 млади животи беа изгубени, затоа што после една година немаме системско обештетување, немаме долгорочна подршка, немаме закон за компензација на семејствата на жртвите и на повредените, немаме долготрајна психолошка и медицинска подршка на повредените. Имавме една бавна и исполитизирана истрага. Владата не најде за сходно да ги прифати и да направи нешто со барањата на семејствата, односно немаме многу време, моето прашање беше и системските промени на законите кои доведоа до трагедијата. Освен една измена, ништо не направивме, а денес искрено бев шокирана кога слушнав од медиумите дека владата ќе организира меѓународна конференција во очи на една година од пожарот во Кочани. Владата за ова една година не потроши денар за семејствата и сега ќе троши наеднаш илјадници, стотици илјадници евра за меѓународна конференција, наместо парите да ги даде за потребите на семејствата на немам многу време. Јас мислам дека и на повредените. Тука не станува збор само за закони, бидејќи ние имаме закони со кои регулирано и работно време и издавањето на лиценци и се, но едноставно настанува прашањето за луѓето кои што треба да ги имплементираат и да водат сметка за законите. Значи кај нас очигледно е неспособност или корупција во прашања и исто така и голем број на подзаконски акти во кои што насочуваат законите, а кои што во случајот не се имплементирани. Јас само ќе напоменам за две истоветни трагедии кои што се случени Романија и Швајцарија. Значи во Швајцарија веднаш нивниот домашен систем за справување со несреќи реагираше експресно и на жртвите и на фамилиите на повредените се исплаќани околу 50.000 франци
по човек. Кај нас тоа не е така. Голем дел од средствата кои што ги добија беа од хуманитарни донации. Додека пак во Романија, покрај реформата на системот на издавање на дозволи, казни на инспектори, таму има и постапка дури се поведе за тоа дали медицински соодветно биле третирани од после и како се справувале, односно како настанало инфекциите. Ние имаме и оставка од страна на целата влада на премиерот Виктор Понта заради тоа што институциите потврлиле во време на неговата влада. Ренџев. Оно кое што е направено во изминатата година е тоа што Државниот пазарен инспекторат има направено 4432 инспекцијски контроли, во кои што се изречени 162 решенија за привремена забрана за работа на такви слични локали. И она кое што го имаме како ситуација во моментот, од сите ноќни клубови во Република Македонија имаме само 7 активни лиценци и за истите беа извршени воредни инспекцијски надзори над исполнителноста на условите од страна на Државниот пазарен инспекторат, бидејќи она кое што се детектираше беше дека институциите имаат затаено во контролата на тоа што се случува на терен, така што се издадени, како што кажав, 162 прекршоци во однос на повеќе од 15 милиони денари се казните кои што ги платиле други локали кои што не работеле согласно позитивните законски прописи во Република Македонија. И она кое што исто така нешто кое што ќе се случува и оваа година се работеше заедно со Брисел, бидејќи она кое се случи во Кочани, практично цела Европа беше потресена. Заедно со Европската Унија се планира во следниот период чисто околу Кочани да се помогне, да биде во центарот на вниманието со некои околу 100 милиони евра на инвестиции за градот и за околината. Она кое што сакам да го кажам е тоа дека тие 100 милиони кои што се реално голема сума нема да вати ниту еден човечки живот, но ние како општество и како генерација имаме императив такво нешто никогаш и никогу да не се повтори, и затоа поздравувам да се продолжи со овие инспекции. Секој ден кој што отвори локал мора да има целосно чиста документација, да исполнува услови согласно позитивни законски прописи. Само една секунда. Владата даде 30 милиони денари на семејствата, а прибрала 15 милиони од прекршочните налози. Срам да ја на владата, кога прибрала 15, дала само 30 милиони. Тука е крајот на вечерачната топ тема. Ви благодарам што бевте вечер во мој гости, а вам, почитувани, ви благодарам на внимание.